да кажа дека сигурно сме на тоа дека младите денеска се повеќе читат книги и едноставно на некој начин ја запоставуваат книгата, но тоа е бидејќи живееме во еран интернет, во еран на технолошки напредок, и моментот кој често знаеме да кажа дека ова се аудиовизуелни генерации. Љубеник сум во добрата книга, сакам да читам многу книги и упаќам еден апел до сите млади луѓе, потоа на моите врсници, да го вратат своето чувство и својата љубов кон книгата, да останат гладни за многу знаења, да останат любопитни, бидејќи сите пораги, сите тајни што ни се потребни се скриени мало во некоја книга. Изразам голема благодарност до директорот на библиотеката Браќа Младиновци оде во Скопје за оваа една благородна идеја, благородна мисија, која што ќе помогне и во уредувањето, значи, на библиотеката во детската клиника, каде што сите заеднички ќе придонесеме за една библиотека која што за веќина да ги помогне нели во подигнувањето на свеста за читањето на книга, за следење, значи, на сите оние изданија и наши и светски и така натака. Навистина ми е драго што денеска бевме во својство на библиотекари, каде што можете да члениме, значи, голем број на љубители на пишаниот збор на книгата. Исто како што кажа и синот на председателот, навистина сакам да упатам еден апел да се повеќе се чита книгата, бидејќи друго е чувството кое книгата имате пред вас, а друго е нели кога на интернет ќе следите одредени изданија и така натака. Така да мислам дека од огромна важност е да бидеме што поблиску до книгата, да ги читаме сите оние книги кои што се достапни, значи, до јавноста. Тука морам да изразам голема благодарност и за владата за голем број на проекти, како што беа преводот на 130 тома македонска книжевност, на македонски, на англиски јазик, преводот на делата кои што имаат добиена Нобелова награда, сега новата едиција Звезди на светската книжевност. Тоа е навистина една голема светска литература која што е поблиску до македонските читатели пред запознавање за сето она што значи светска литература. Браќа Младиновци за прекрасната и креативна идеја и за хубавата акција, преку која што ќе се обезбедат средства за отварање на библиотека и игротека во комплексот на клиниките на државната болница. Верувам дека со овакви акции и слични акции не само што се помага за контентна работа, туку и навистина и се подигнува средства кај граѓаните, луѓето и компаниите да бидат општествено одговорни и да спроведуваат најразлични акции, кои што сите заедно ќе помагаме на најголем број на загрозените категории на граѓаните. Јас би сакал да кажам дека оваа активност денеска, значи Подари книга, подари здравје, е во рамките на Белата ноќ која организира градот Скопје. Честитки до директорот на библиотеката Браќа Младиновци, кој што во рамките на оваа Бела ноќ ја прави оваа активност, така да денеска жителите на градот Скопје ќе се чујат со книгата, ќе обидуваат поголемо внимание на книгата, значи ќе се состојуваат повеќе, ќе читаат повеќе книги. Значи со ова сакаме да дадеме акцент дека книгата треба да биде наш составен дел во нашиот живот, треба што почесто да читаме книги, во зависи од нашите активитети.